Гости во новото летно издание на Биди свој денес се со мене Елена Запрова, директор на фестивал Свест. Елена, добре дојде. Добро ве најдов. Пред се ви благодарам што ме поканивте да бидеме со вас. Задоволството е мое. И Димитар Чоревски, дел од организацијскиот тим на Свест. Димитар, добре дојде и за тебе. Добро ве најдов, Мери. Ви благодарам на поканата и поздрав до сите што ќе го гледат овој подкаст. Так, како се чувствувате? Мене ми е навистина убаво тука, природа, во градскиот парк, нели? Да. Мислам дека овде и ќе се одржи самиот фестивал. Така е, не точно овде на оваа локација каде што седиме, но тука подоле од нашата лева страна ќе биде целината, целиот Свест фестивал ограден и таму ќе бидат трите бини сместени. Така. Ќе ги дискутираме сите тие детали, но на почетокот она што ме интересира, како се роди идејата за Свест? Тоа е најинтересното прашање, искрено, затоа што носи пред се многу емоции. Идејата за Свест фестивал не е ниту моја, ниту на Дими. Идејата е на нашиот претседател Стефан Андонов, кој што Поздрав и за Стефан. Да, кој што за себе има искрено многу настани, мали, успешни, морам да ги споменам и неуспешните, бидејќи нели да не гледаме само на позитивната страна. Тој доаѓа со позадина од како волонтер во Струмица Open, потоа почнува во соработка со Пасфорд продукција во Скопје, каде што соработува на фестивали како The Festival, како Таксират, Pin Conference и во овој момент морам да кажам дека ние сме бескрајно благодарни на Пасфорд Production за нивното менторство кое ни го нудат цело време. Во тој момент одлучивме минатото лето да направивме еден мал настан кој што беше наречен пикник и го спремавме искрено само јас и Стефан. Ова беше прв момент кога јас бев дел од организација и неговиот другар Мартин Ристов, кој што сега можам да го споменам, тој е нашиот графички дизајнер или тој е дел од тимот фестивал. Да, тој е нашиот бренд директор, задолжен за сите графики. Заедно тројцата го направивме тој пикник и помина повеќе од прекрасно. Беше пред дом на Арама. Кога правевме ретроспектива после настанот, јас сфатив дека Стефан има преголема желба за да направи нешто повеќе, но му требаше искрено некој да го поддржи и да го подбутне. Па така заедно одлучивме дека ќе направиме, буквално првиот муабет беше да направиме нешто поголемо, а ни самите не бевме свесни што. И така полека се роди идејата за Свест, кој што требаше да трае првата година само еден ден. Па како планиравме, се случи да биде 2 дена со голем хедлайн. Првата година имавме повеќе од 20 артисти и одлучивме дека храбро и со цел ќе градиме оваа приказна со Свест, за да ја придонесеме на Струмица да има еден фестивал кој што ќе биде случување секое лето. Почувствувате дека сега е моментот дека на Струмица и треба едно вакво освежување, јас би рекла, нели, поразличен фестивал? Точно, да. Искрено, моето мислење е дека во последните години во Струмица, во кафулињата, во дискотеките, па дури и настаните кои се случувале, се секогаш од некој еден ист или сличен карактер. Ние лично мислевме дека треба да има поразновидни жанрови, да има музика за сите, буквално кога еден човек ќе дојде да си го најде својот ритам во секое ќоше од Свест. Да. Димитар, факт е дека се одржувале во изминатите години фестивали, не е ова единствен фестивал, нели, во Струмица, но кажи ми, по што се разликува Свест од другите фестивали? Така, точно, дека во изминатите години бевме сведоци во Струмица на најразлични музички настани, па и фестивали кои низ годините оставија некој белег, но по она што ќе се разликува Свест е тоа дека ние ќе понудиме еден мултистејдж концепт на различни звуци и атмосфера, во кој што самите посетители ќе можат во истиот момент да изберат каде ќе одат и што ќе сакат да искусат. И со тоа практично понудуваме едно вистинско фестивалско искуство. Елена, Свест, дали тоа е поврзано со С како Струмица, од каде идејата?
за името сега конкретно прашувам. Искрено, прашањето има многу поента, бидејќи и таа ни беше целта во еден момент. Ќе бидам искрена дека прво го добивме мотото култура на звук, свесна генерација некако, кога размислувавме за имиња, имавме буквално многу идеи, но ниедна немаше тежина. Кога дојдовме до моментот дека мислиме дека треба да се вика свест, првично беше дека некој ќе го смета С-то како Струмица. Да, па реално да видиме и јас некако првото тоа ми дојде на памет дека С фестивал во Струмица. Искрено и многу луѓе го перципираат така, што од една страна е фер, бидејќи може да биде буквално бренд на Струмица, затоа што е Струмица фест. Но името е свест како свест кај луѓето и кога го објавивме првиот пост, се надевавме дека некој ќе мисли дека сме направиле и печатна грешка, искрено. Се случи тоа? Ви реагира? Да, еден човек се случи да реагира во стилот заете дека не се пишува со Ф, па му објаснивме и беше баш интересно, окей, да. Да. Добро, ние овде сме луѓето за да критикуваме генерално, нели, посебно на социјалните мрежи, но и тоа привлекува внимание, нели, кажеме. Тоа е еден голем маркетинг. Да. Убаво е што луѓето покажуваат интерес, јас верувам дека ќе уживам и јас и сите други ќе уживаме во тој фестивал и верувам дека ќе биде поразлично по се она што го слушнав и на пресконференцијата, нели, што беше пред некој ден. Но ајде, кажи ми, Дими, колку денови се ќе трае, не мора да биде, нели, од пресконференцијата слушнаа сите што и се ќе се случува, но пак да кажеме колку денови ќе трае, кој се ќе може да видиме на тој фестивал, на сите сцени. Така, како што веќе споменавме на самата пресконференција, фестивалот е предвиден да се одржи во 3 дена, на 3 сцени во градскиот парк во Струмица, каде што самите посетители ќе можат да искусат и да слушнат повеќе од 30 артисти, меѓу кои најзвучни македонски имиња, Нокаут, кој што оваа година бележат 30 години постоење, Дупер, Ареа, Пеперминт, тука се локалните U4U, Дактили, Дивизија и многу други. Така. Ако некој заборавивме, нека ни извинат, меѓутоа ќе биде секако богата програма. Само што ово да те прашам, знам дека ќе имате и други содржини, во смисла од гастрономски аспект, поддржувате и студенти, како што знам, тоа го слушнав од пресконференцијата. Така, јас исто така би споменал овде и сакаме да му дадеме еден вид на значење на нашиот Cosmic Stage, кој што навистина станува препознатлива сцена за свест. Таму оваа година на самиот стејдж му даваме меѓународен карактер, односно покрај домашната поддршка која што ќе биде со домашни изведувачи ќе биде, да. Покрај домашните изведувачи, локалните Циге, Ајви, тука е и Митрик, а како интернационални гости оваа година ќе ги имаме на наше огромно задоволство Еми Галван, кој што ни доаѓа директно од Аргентина. Овде го имаме и Тебра, кој што ни доаѓа од Србија, и Лорет, кој што ни доаѓа од Италија. Тоа ќе биде вистинско задоволство за младите. Оние кои ги слушаат, нели? Таа ни е целта. За младите. Елена, спомена Димитар голем дел македонски имиња, тоа ми е особена чест. Значи ли тоа дека фестивалот посебно внимание дава на македонските изведувачи и таа ви е идејата всушност да ги поддржите македонските изведувачи? Искрено да, таа ни е главната цел и првата година почнавме само со македонски артисти. Така? И да, Елена, кога сме кај промоцијата или застапеноста на македонските изведувачи, на македонската сцена и на македонските медиуми, пред некој ден снимавме со музичкото училиште Бороџони, наставниците, и тие исто го потврдија тој факт дека да, македонските изведувачи не се доволно застапени на македонската сцена и навистина е чест што Свест фестивалот тоа го возможува. Навистина треба да има повеќе вакви фестивали, каде може, нели, да се промовира таа македонска музика. И недостасува ли тоа на Македонија, на македонски фестивали,
сцени каде ќе се промовира таа музика, па да допре до нас, нели? Реално мислам дека недостасува. Пробав да го одговорам прашањето зошто е тоа така. Да, слободно. Но беше неуспешно, искрено. На мене не ми е јасно зошто не им даваме доволно шанса на нашите артисти, а од друга страна ги цениме странските артисти секогаш малце повеќе или им даваме повеќе важност. Не сакам да звучи лошо. Од друга страна, јас тврдам дека во Македонија има доста квалитетни артисти и доста квалитетна музика. Стојам за тоа и за тоа мислам дека Свест секоја година ќе се труди да носи само македонски артисти, секако ќе имаме секогаш и интернационални звезди, бидејќи тоа е тоа што му прави на народот да биде малце повозбуден за такви настани, но целта секогаш ќе ни биде да носиме македонски артисти. И баш тоа дискутиравме со Дими, можеби некогаш ќе се случи момент кога некој артист ќе се дуплира, например бил пред една година, ќе дојде после 3 години, но тоа не доаѓа од наша страна. Има нова песна, има нов албум, секако. Зошто да не? Јас мислам дека треба да ги поддржуваме, да. Да, апсолутно. Тоа прашање некако ни е вечно. Кој е виновен? Дали навистина немаме музика квалитетна или пак ние вреднуваме доволно и тоа, нели, фестивалите не ги канат доволно. Ние не си ја цениме и не ја негуваме доволно. Да. Овде пак и се задржам на содржината. Димитар, пред да почнеме да разговараме нели неофицијално, ми кажа дека посебен акцент ќе се даде на музичкото училиште Боро Џони. Што ќе се случува на нивниот настап, или ајде да кажам, со што тие ќе настапат на Свест? Така. Со особено задоволство и чест ги најавивме и еве повторно сакам да ги најавам учениците од музичкото училиште Боро Џони од Струмица, на кои што им даваме еден вид на платформа да го прикажат и да го презентираат својот музички талент и да искусат фестивалската публика. Навистина сите сме возбудени и баш ни е чест да го видиме нивниот концерт. Тие се секогаш совршени. Кај нив секогаш има спектакуларни настапи, верувам ќе биде убаво. Друг момент што ми остави така посебен впечаток е поддршка на малите бизниси. Ќе имаме штандови, нели, со мали бизниси за наетчи, ајде како да ги кажам, и тоа ми е доста интересно и убав момент. Елена, кажи ми повеќе околу тоа. Идејата беше моја и сакав да направам некоја како комјунити, да кажеме, за базарџи или мали бизниси. И минатата година успеавме да вклучиме само 26 мали бизниси. Оваа година одиме уште поголема базар зона од 40 и неколку учесници. Јас мислам дека нив им треба некоја платформа, некое такво место каде што би можеле тие еднаш годишно или ако има и повеќе пати во годината такви настани да излезат, затоа што без разлика дали некој доаѓа за музиката, луѓето кои што се тие креативци, мали бизниси си носат своја публика која секогаш ги следи секаде. И самиот момент кога ќе дојдеш на фестивал, кога например одиш во зона кај што има храна или во зоната за релаксација, интересно ти е да гледаш рачни изработки и интересни. Убаво е некако се искомбинирано на Свест фестивалот. Мислам, секој е чест на организацијскиот тим. Подоцна ќе ве прашам и како функционира организацијскиот тим, дали си имате одредени обврски или малку станува и хаотично и таму. Исто така, важен момент е и поддршката за студентите од ФОН, кои ги споменавте на пресконференцијата, нели? Кажи ми повеќе околу тоа, како се случи, на кој начин ги поддржувате? Нашиот колега, Мартин Ристов, кој е нашиот бренд директор, тој ја организира целата соработка со ФОН универзитет, затоа што тој е таму студент по графички дизајн. И сакаше на своите колеги и студенти од други години да им даде некоја друга платформа или место каде што тие може да ги покажат своите дела. Пред изложбата овде имаше изложба во Скопје на универзитетот во ФОН, каде што тие делата им беа изложени неколку дена, но сите студенти се премногу возбудени дека нивните дела ќе бидат тука во Струмица. Веќе се организираат некои од нив да дојдат и со фамилија. Искрено мене ми беше стварно многу
позитивно, тоа што се... На тој начин овде имате, поттикнувате развој на туризам, развој на угостителство, нели, се промовира самата Струмица, јас така ви рекла. Затоа што доаѓаат луѓе од сите градови, нели, нема да биде тоа само за Струмица фестивал, ајде да кажеме. Таа ни е и целта за да го развиеме туризмот, искрено, бидејќи можеби во првите 2 години тоа нема да се случи, но кога цела Македонија ќе знае за Свест за неколку години, ќе доаѓаат посетители од цела Македонија, да се надеваме од пошироко, нели? Така, да. Во тој момент сите хотели би биле зафатени, сите ресторанти можеат да работат. Ако правиш поголем фестивал каде што имаш поголем број на посетители, ти требаат повеќе вработени или повеќе волонтери. Идејата тука би била да вклучиме локални мали кујни, например, домашни кујни кои што би ни готвеле за вработените и се тоа. На тој начин мислиме дека би се вклучил и многу голем дел од народот од Струмица на нашиот фестивал, а и би бил голем чекор за развојот на туризмот. Така, да. Генерално размислувате од секој аспект. Овде ги споменам младите и волонтерите. Димитар, тебе ќе те прашам колку е важно младите луѓе да бидат дел од Свест фестивалот. Пред се нели како волонтери, а верувам со годините кога ќе се развива фестивалот, ќе бидат дел и од организацијскиот тим понатаму. Така, јас би рекол дека Свест е од младите и тоа е за младите. По тука потекнува и тоа дека самите млади луѓе е многу битно да бидат дел од Свест, како од организацијата, така и во самата програма. Бидејќи работа на еден ваков настан е пред се големо искуство и место каде што може да се стекнат многу вештини и искуства кои што за воиднина би биле многу. Дали вие двајцата сте биле волонтери на фестивали пред да започне нели официјално ангажманот со Свест? Да. Сте биле? Да, јас своевремено бев од организација на Струмица Open, нормално. Таму почнав како волонтер. И што е она што ти има оставено впечаток? Извини, Димитри, прекинувам, но ме интересира. Што е она што го носиш како искуство, како впечаток од волонтерските денови? Па пред се таа некоја дружба која што мислам дека не може да се замени со ништо и тие некои искуства кои што еве сега во овој момент ги чувствувам и ги употребувам во самата организација на Свест. Таа е убавината. Елена, имаш некое искуство од волонтерството од порано, па сега го согласувам 100% со се што кажа Димитар. И на тоа морам да додадам дека е најбитен моментот на дружбата на самиот фестивал со волонтерите. Не е се така страшно, ајде цело време работиме и тоа. Целата дружба која што моментите кои што ги прави со целиот тим и на крај кога ќе дојдат главните 2 или 3 дена од фестивалот, кога уживаш во фестивалот и ја имаш честа да ги запознаеш сите артисти. Така. Димитар, важен момент е, не смееме секако да го заборавиме, дај шанса, сцена. Кажи ми малку повеќе околу тоа. Така. Стејџот Дај шанса е исто така дел од програмата на Свест. Така. Се работи за место и платформа на која што млади артисти, бендови и диџеи ќе може да се презентираат пред една фестивалска публика. Па затоа во овој момент би ги поканил сите заинтересирани да се пријават. Самата пријава ја има на нашите профили на социјалните мрежи. Тоа се аматери кои сакат да си ги пробат своите можности и шанси, така? Па да, или некој што сака да биде артист, некој што има желба, а никогаш немал место каде да го покаже тоа. Овде е местото? Да, Свест е местото. Така, да. Како организација, колку членови брои Свест фестивалот? Колку сте тимот? Ајде да кажеме волонтерите, верувам дека тоа има на страна. Но вие како тим? Заедно како тим сме 5 луѓе, со тоа можеме да ги споменеме нашиот претседател Стефан Андонов, бренд директорот Мартин Ристов и нашиот колега за маркетинг Ѓорги. Како и секако Димитар. Да, и вие двајца, нели нормално. И сега како функционира, многу ме интересира еден работен ден, ајде би кажала,
Се додека траат подготовките. Хаотично. Хаотично? Да. Па претпоставам секој фестивал е така. Хаотично е уште од, да кажеме, март месец. Аха. И Колку време треба да се организира? Многу време треба. Искрено, подготовките за второто издание на Свест почнаа точно на последниот ден на првото издание. Веќе ги резервиравме датите, а после во септември месец почнавме да правиме планови, каде што веќе плановите почнаа да се реализираат во февруари месец, кога направивме првиот букинг или првата резервација на артисти, тие беа Дупер, за кои сме пресрекни. Значи, тоа е многу долг процес. Така. Сега, што е најтешкиот дел од организацијата? Тоа ќе ве прашам и двајцата, ајде, прво Димитар. Што е она што ние, кога ќе дојдеме на сцена, нели, си уживаме во фестивалот, но не го знаеме позади што се случува? Видете, со организација на ваков тип на настан стои еден тим кој што неуморно и би рекол јас секојдневно се бори со секакви предизвици. Големи се предизвиците од аспект на финанси, секако, од логистички аспект, од промотивен аспект, бидејќи сепак станува збор за млада организација и фестивал кој што го има само второто издание, и на кое што навистина сме многу горди каде стигнавме со второто издание. Аспектите на предизвиците и се тоа се големи навистина. Но сепак не се откажувате? Но имаше ли момент, Елена, еве, кога ти доаѓа да кажеш, може би не требаше да се организира овој фестивал? Се случува? Имаше премногу и се уште има такви моменти, да бидеме искрени, кога се станува многу хаотично, многу обврски, различни проблеми, од секој проблем произлегува нов проблем. Значи, таа цела релација со сите луѓе, различни луѓе, ни прави, можеби, барем поеднаш во денот да кажеме зошто сигурни ли сме ама тука сме сите еден со друг да се пак мотивираме и никогаш не било тоа не сакам да го правам и зошто го правиме и да се стварно размислува на таа тема. Тоа е само во момент на афект и после продолжува секако што треба, дури и поизмотивирани, јас мислам. Тоа значи дека имате добра комуникација како тим, или се согласувате. Се разменувате обврски или директорот само директорува или има мешање на обврските, па помагање едни со други? Немаме конкретни обврски. Па не, мислам дека... Секој е за сеа? Да, мислам дека работа на еден ваков настан бара многу ентузијазам, многу време и посветеност од целиот тим. Па од тука и самиот тим мора да превзема одредени обврски што првично не биле предвидени. Така да. Ги има многу. А многу ми е битно овој момент да го потенцираме за тоа што секогаш велам, оној кој што нема организирано ниту еден, не знам, мала организација, не знае што се стои за таа организација и за таа сцена, така. Затоа е битно да потенцираме, да ја потенцираме она жртва која вие ја правите. Овде нема работно време, нели? Вие сте нон-стоп онлайн, вие сте. Тоа не постои, искрено. Синоќ ја разговаравме во 10 часот. Ние бевме на терен до 2, барем ги запознавме Пеперминт и сме пресрекни што ќе ни дојдат. И се вративме дома и почнавме да се спремаме и овде сме пак денес и пак треба да почнеме да работиме. После ова интервју верувам дека ќе има и други активности. Да, ама искрено мислам дека на сите малце повеќе тоа и не исполнува. Тоа ви дава мотивација и сила, нели? Да бидеме на сите страни со многу обврски. Кога сме кај, пак ги спомнали Пеперминт и изведувачите, има ли тежина во преговарањето со македонските изведувачи? Сакаат ли да учествуваат на тие македонски фестивали, манифестации? Има ли од нивна страна поддршка на се тоа? Искрено многу. Јас сум изненадена и ова кога го кажувам, значи целата релација со сите артисти до еден беше безпрекорна. Без разлика дали со нивните менаџери или директно со артистите, комуникацијата е секогаш директна и таква каква што треба да биде. Имаат разбирање за се, ти даваат опции за некои работи.
и се стварно фери од страна за промоција, например, ако им кажеш дека треба да снимаат нешто или било како, тие се нафаќаат секако дека тоа е промоција и за самите нив. Така, на крај се сведува нели на тоа дека со добра комуникација ќе бидат задоволни и двете страни. Ќе имаме и промоција на македонските артисти, но ние ќе уживаме во таа македонска музика. Димитар, моментот со влезници, знам дека порано имаше влезници, па потоа се случи дека ќе биде бесплатен влезот. Што кажавте официјално на пресконференцијата дека нема да има влез? Од која причина, како се случи? Така, самата одлука е навистина тешка да се донеси, бидејќи самиот фестивал беше најавен со влезница, но ние навистина сме благодарни дека успеавме накрај фестивалот да го направиме да биде достапен за сите граѓани. Колку е финансиски возможно да се организира такав фестивал? Многу и која тежина нели е? Многу е тешко. Морам да додадам тука, например, и со моментот со билетите. Пред да е донесена одлуката беше како ќе изреагираат сите кои што имаат купено билети. И тука моравме да спремиме некои пораки каде што им објаснуваме на сите дека средствата ќе им бидат рефундирани директно од МК Тикетс. Тие се сите големи ризици. Да. Имавте ли, споменавте дека нели е поддржан фестивалот од општина Струмица, како ве прифати од општина Струмица кога ја кажавте идејата дека сака да се прави фестивал? Наидовте на поддршка? Или беа прво со резерва, па нели втора година, па колку ви веруваат дека нели ќе се организира и реално ќе профункционира тоа како фестивал? Така и солидно. На почетокот, на првите неколку состаноци беше ние ги кажуваме нашите идеи кои се менуваа во текот на целиот процес, но бевме прифатени, тоа морам да го кажам, за тоа сум стварно благодарна, бидејќи моментално таму има доста млади луѓе кои пробаа да ја разберат нашата идеја и визија пред се. И да веруваат дека на крајот ќе успее. Да. Што е за вас успех на фестивалот? Што ќе биде успех на фестивалот? Сакам и двајцата да ми кажете како гледате на крајот од се. Што ќе значи за тебе фестивалот да е успешен? Па успех на фестивалот Свест за мене лично ќе значи по завршувањето публиката да праша кога ќе се одржи следното издание и кои ќе настапуваат. И исто така ќе значи еден успех доколку некој од македонските артисти или од целата програма побара или му биде баш кејф дека настапувал на Свест. Така, позитивните коментари. Елена? Јас се согласувам за првиот дел со Димитар и мислам дека е тоа најбитно. Јас лично не можам да реализирам дали фестивалот бил успешен или неуспешен на самиот ден кога фестивалот ќе заврши, барем тоа сум јас. На мене ми треба време да го процесирам сето тоа. И малку повеќе си самокритична, предпоставувам. Многу. И баш тоа е моментот. Јас сакам, например, кога ќе поминат 5-6 месеци или година дена, луѓето оште ги интересира што ќе се случи со Свест, со третото издание, кои ќе бидат артистите наредната година и сето тоа. И секако, нели, во текот на разговорот неколку пати споменавме дека Свест фестивалот имате желба да прерасне во традиција и затоа не ве прашувам каде се гледате после 5 години. Со нашите идеи. Многу поголема организација, не знам кој дел ќе го заземете и како ќе биде после 5 години, со оглед на тоа дека сега ќе биде во паркот и ќе биде навистина уживање. Кажете ми, кога ќе заврши фестивалот, како личност, што е првата работа што ќе ја направи, ајде пак, Димитар? Па јас... После сите ти ангажмани од година дена. Да, фестивалот завршува во недела, јас во понеделник сум на работа. Ќе одам на работа и потоа мислам дека ќе гледам да се одморам најмногу што може. И ќе собирате позитивни коментари, ќе слушате позитивни коментари. Тоа па да, нормално. Позитивните коментари мислам дека ќе ги слушаме и во текот на фестивалот, а и во неделата потоа се надевам и месеците кои што ќе поминат. Да. Ајде, за време на фестивалот, кој е оној настап што ти лично со душа чекаш да го проследиш? Искрено, сите не можам да одвојам, сите.
а највозбудено можам да кажам дека сум за Ареа и за Дупер. Така. Јас верувам Тоа е за главната сцена. Да, за младата публика. Сега едно интересно прашање имам. Ако имавте неограничен буџет, еве кажавме, нели, имате поддршка секако, финансиски предизвици и се тоа, меѓутоа имате неограничен буџет. Кој би сакал да биде дел од фестивалот во наредни години? Ако тоа се случи уште наредна година, би ни било многу драго. Хедлайнер да биде The Prodigy, може на Cosmic Stage да го ставиме Карл Кокс, Слушајте млади, што ве очекува? Да. А за загревање пред Prodigy може Дубиоза колектив. Сега се најжив од лајнапот. Јас верувам дека ќе се оствари. Знаеш, ако нешто многу посакуваш и работиш на тоа, ќе постигнеш. И го манифестираш. Така, да. Димитар? Имаш неограничен буџет и носиш кој сакаш? Па мојот одговор е малце поразличен од тој на Елена, бидејќи сум фан на друг вид на музика. Тргнувам од тука. Може би избрал некој суперстар како Bad Bunny или во тој ранг на Дрейк. Така. Тоа значи дека пак ќе има музика за сите. Да. Пак ќе биде фестивалот за сите и генерации, но и за сите жанрови. Ето, и тоа се случува, во природа сме, може се да биде. Не споменавме колку гости, посетители точно очекувате. Имате веќе некоја бројка предвидено, ли се најавуваат посетители? Интересот е преголем, дури и за билетите, бројот на купени билети беше доста добар. Прво ние бевме искрено скептични дека во Струмица никогаш немало настан кој се одржува со онлайн билети. Така. Ама пак се воспостави се да биде како што треба. Сега кога ситуацијата е сосема друга и влезот е слободен, очекуваме поголем број на посетители и со самиот факт дека се трудиме целосно маркетингот да ни биде така како што треба, информациите кои што ги делиме да стигнат до сите широм Македонија. Еве и ние како медиум биди свој, со таа цел го водиме овој разговор за да објасниме се, нели подетално и да навлеземе во самата организација, да знаат луѓето што ги очекува на самиот фестивал. Кажете ми, да не биде класично прашање, нели поканете ги сите да дојдат, но како со 3 збора ќе го Димитар, еве прво ти, свест фестивалот, опиши ми го со 3 збора да знаат луѓето што да очекуваат. Може би со 3 не, ама јас ќе кажам само бидете дел од најубавата летна приказна, летово во Струмица. Од 24 до 26 јули во градскиот парк во Струмица. Така, Елена, твоите 3 збора? Изберете култура на свест од 24 до 26 јули во градски парк Струмица. Така, и јас ќе ве поканам да видите дел од овој исклучително квалитетен, јас би кажал, и содржински богат фестивал. Бидете овде и да уживаме сите заедно во Свест фестивал. Благодарам многу за овој убав опуштен разговор во природа опуштено. Се гледаме на фестивалот. Се гледаме, ви благодариме уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Поздрав, се гледаме наредното летно издание.